И натаму во живо и гласно за младите, сега и овде неодамна во Прилеп се разговараше на тема Биди креатор на својата автономна зона, младински центар, за препораките од младите поврзани со ова иновативна иницијатива отворање на младински центар во Прилеп. Разговарам денеска во живо и гласно со Марија Ташковска, програмски асистент во Младински совет Прилеп. Марија, здраво, благодарам што сте денеска со нас. Здраво, Јелена, ти благодарам на поканата. Драго ми е што повторно гостувам во твојата емисија. Поздрав до тебе и до сите слушатели на Македонското радио, Радио Скопје. Благодарам, Марија. Една од главните иницијативи на Младински совет Прилеп е отворање на Младински центар. Дали тркалезната маса одржана некаде на почетокот на овој месец ветува дека многу скоро може да се очекува и да се реализира оваа иницијатива? Така, накратко би сакала да се осврнам на сите активности кои што успеавме да ги реализираме во текот на ова 6-месечна иницијатива. Во однос на тркалезната маса, со тој настан го финализиравме овој проект. Така што најпрво би започнала накратко да ги представам сите активности, така ќе имат можности нашите слушатели подобро да накратко да ги сумираме работите. Ајде да се обидеме, да. Да. Со оваа иницијатива започнавме уште минатата година во месец ноември по барање на младите да подготвиме план и активности, преку кои што ќе изразиме нивната желба и потреба да имаат свое катче, место кое што ќе се вика Младински центар. Ова потреба е идентификувана и како важна со Законот за младинско учество и младински политики, преку кои што се задолжуваат сите општини во рок од 5 години од неговото донесување да отворат Младински центар. Се изминати 3 години од донесувањето на овој закон, меѓутоа општина Прилеп, како една од поголемите општини со голем број на млади жители, се уште нема пристапено да ја задоволи ова потреба на младите, која ите како е важна и неопходна за нив. Така што, поаѓајќи токму од ова потреба, со проектот Биди креатор на својата автономна зона, Младински совет Прилеп се насочи првично кон реализација на 3 инфоденови во центарот на градот, преку кој што фативме повеќе од 1500 млади и преку директни средби со младите им ја пренесувавме идејата за Младинскиот центар и ги собиравме нивните мислења и ставови што треба да обезбеди овој центар за нив преку методот Опинион Булевар. Понатаму, за да ги вклучиме и младите од средните училишта, Младински совет Прилеп организираше Петра Воцилници, преку кој што се обезбеди дигитално младинско учество, така што младите имаа можност да ја користат дигиталната алатка Инициирај МК и да дадат своји предлози и мислења за едниот младински центар. Во овој период на времетраење на иницијативата континуирано ги промовиравме и сите активности и постигнати резултати на социјалните мрежи во вид на креативно подготвени рилови, се снимаја видео и аудио подкасти, а исто се испраќа и застапувачки пораки од страна на младите волонтери преку нашето интернет Радио Пулс, кој што функционира повеќе од 11 години. Повикувајќи ги на акција и потрчка сите млади од општината. Со оваа акција беа уфатени 3 аудио и 3 видео подкасти и истите можете да ги проследите и на нашите официјални страни и социјални мрежи на Младински совет Прилеп. Последните 2 месеци се насочивме кон да обезбедиме поголема подршка од заедницата за прашањето кое што го застапувавме и за таа цел беа реализирани 4 петиции во центарот на градот. На штандовите за собирање потписи зона на млади беа собрани повеќе од 600 потписи од младите и граѓаните кои што истите ги доставивме до општината заедно со позитивскиот документ кој што ги содржи сите препораки кои произлегуваат младите од досегашните спроведени офлайн и онлайн активности. Ова иницијатива, како што кажав и претходно, ја финализиравме со последниот настан тркалезна маса, кој што беше реализиран на почетокот на овој месец, каде што заедно со донесувачите на одлуки, представници на младински организации и млади луѓе дискутиравме за реализираните активности и резултатите постигнати преку нашата иницијатива. Исто така на тркалезната маса се разговараше што треба да обезбеди центарот во согласност со желбите и потребите на младите.
како и за тоа кои се причините поради кои што овој центар се уште не е отворен и што планира да направи општината за овој центар да биде отворен во најскоро време и во Прилеп. Добро, и што велат од општината? Имаат идеја каде би го лоцирале центарот? Во скоро време ли се планира да биде отворен во рамките на некој објект што веќе постои, може би само малку да се изреновира? Што велат? Кои се нивните коментари? Така, од страна на општината беше посочено дека ова барање од страна на младите ќе биде сериозно земено во предвид. Како знак за потврда е барањето на соодветна локација и според последните информации кои што ги добивме од општината, во моментот се одлучува помеѓу две локации. Така. Да очекуваме дека наскоро ќе биде дефинирано и ќе се знае каде ќе биде лоциран младинскиот центар, кои да не звучи грубо, услуги би ги давал. Меѓутоа, што можат младите да добијат во тој младински центар? Вие имате идеја, нели, што се би можело како активности таму да добијат младите за нивните интереси? Така да, младите се изјаснија и во текот на сите активности кои што досега ги спроведивме во ова 6-месечна иницијатива, имаја можности да ги представат истите и на тркалезната маса и пред градоначалникот и другите представници од општината кои што беа присутни, така да тие истакнаа дека сакаат овој центар да нуди повеќе простори, да не биде само една мала просторија, туку да има повеќе простории каде што ќе можат да се едуцираат, да прават креативни работилници со нивните врсници, да ги едуцираат, да имаат можност да волонтираат, да се дружат, да изучуваат странски јазици, сакаат да има и чил зона за филмски проекти, кафе-бар, исто така простори за културно и уметничко изразување, каде што ќе можат да се одржуваат концерти, ликовни изложби, простори за спортски и рекреативни активности, играње шах, табла, не лути се човече. Да. Како и дворско место каде што младите ќе можат да прават активности и на отворено. Така. Ве очекува интензивен период со активности кога станува збор за младинските размени, меѓутоа сега нема да го отвораме ова прашање, бидејќи тоа следува во лето и ќе го најавиме кога ќе дојде време, нели? Марија, благодарам за овој разговор. Се надевам дека наскоро ќе се слушнеме дека иницијативата вродила со плод и дека веќе функционира младинскиот центар во Прилеп. Ви пожелувам убав ден и успешна реализација на сите проекти и иницијативи. Ти благодарам и тебе, Елена, што ми овозможи повторно да гостувам во твојата емисија. И навистина ми представува чест и задоволство да бидам дел од програмата на Македонското радио и можноста да ги информираме вашите слушатели за активностите кои што ги реализираме, а се од интерес на младите луѓе и да останува да се слушнеме повторно. Овој период, како што кажавте и вие, навистина следува доста интензивен период со две младински размени, една студентска посета, Меѓутоа за тоа друг пат. Да, благодарам. Тоа беше Марија Ташковска, програмски асистент во Младински совет Прилеп.